Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев очекува председателот Ѓорѓе Иванов во рок од 10 дена да му го даде мандатот за состав на влада, откако Заев ќе му ја предаде писмената гаранција за зачувување на унитарноста на државата. Денеска подавањето исказ во јавното обвинителство како оштетен по настаните во собранието на 27 април. Заев истакна дека можеби постои дилема кога истекуваат 10 дена од службен весник, но тоа не е ни важно затоа што не мора да се чека 10 дена. За лидерот на СДСМ е логично некаде до средината на следната седмица да биде истекувањето на 10 дена, а пред тоа да биде даден мандатот. Заев рече дека се обидува преку неговиот кабинет и кабинетот на Иванов што побрзо да го усогласи текстот на изјавата за гаранција на унитарноста, кој ќе има за цел да се даде мандатот, а не да предизвика антагонизам или нови причини и пречки да не се додели мандатот. Веднаш штом ќе биде осогласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, сето она што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба, имам намера тоа покрај кај господинот Иванов да го објавам до вас медиумите за ден поскоро да биде даден мандатот, заради тоа што логично ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. Во врска со тоа што во случај Иванов да не ги прифати гаранциите, Заев одговори дека прави се, разгледува начини за да ги формулира речениците што ќе бидат соодветни за Иванов. Председателот на СДСМ истакна дека не треба да се разгледуваат други варијанти, туку да се задржи практиката во земјава председателот на државата да го додели мандатот. Нема потврда од кабинетот на председателот Иванов дали се усогласуваат гаранциите со СДСМ, но откако председателот на собранието Талат Џафери неделава писмено го извести Иванов дека има формирано ново парламентарно мнозинство од кабинетот на шефот на државата, преку соопштение се изјаснија дека Иванов очекува Заев да му ги даде ветените гаранции, дека работата на идната влада нема да го загрози унитарниот карактер на државата, а председателот ќе постапи согласно уставот и досега воспоставената практика. Од кабинетот на Иванов соопштија дека председателот има непроменет став и дека така наречената платформа од Тирана, ниту кој било друг документ, акт или дејствие спротивни на уставот не може да биде услов ниту пак основа за формирање и дејствување на влада во земјава.